Сигурно сте слушнале за деца што морале, знаете, да пораснат преку ноќ. Ама што се случува кога едно дете не само што ги презема обврските по дома, туку станува и емоционален столб за своите родители? Епа денес ке зборуваме токму за тој невидлив товар, за феноменот на малиот советник. И за тоа како детството едноставно исчезнува кога улогите во семејството ќе се свртат наопако. Еве, вака треба да изгледа едно идеално детство, нели? Место каде што сите основни потреби се задоволени. Тоа е всушност темелот на кој се гради една здрава личност. Чувство на сигурност, безусловна љубов, потврда дека вредиш таков каков што си, тоа е таа сигурна база од која детето тргнува да го истражува светот. Ама за жал, за многумина реалноста е сосема поинаква. Овој цитат, мислам дека совршено ја доловува суштината. Кога домот е непредвидлив, хаотичен, особено во семејства со некакви зависности, основните правила на детството едноставно престануваат да важат. Безбедноста ја нема, а со неа исчезнува и слободата, да се биде само дете. И со тоа влегуваме во првиот дел. Ајде да видиме како една таква дисфункционална средина буквално го менува текот на детството и ги поставува темелите за сите идни предизвици. Океј, овде имаме една многу важна споредба. Два различни света практично. Од едната страна е родителот што дава љубов, што се фокусира на потребите на детето, нуди безбедност, а од другата критичниот или емоционално недостапен родител. Тој е фокусиран само на себе, на сопствените потреби, проектира лутина, срам, бега од одговорност. Разбирањето на оваа разлика е апсолутно клучно за се што ќе зборуваме понатаму. И последиците од ова се навистина длабоки. Детето не само што живее со постојани конфликти и нестабилност, туку почнува да ја впива пораката дека нешто не е во ред со него. Почнува да верува дека можеби не е вредно за љубов, бидејќи таа основна грижа што треба да ја добие, едноставно ја нема. И тоа се, разбира, создава многу длабоки рани. И токму тука стигнуваме до сршта на целата приказна. Прашањето е, како децата воопшто се справуваат со целиот тој хаос? Па најчесто преку еден механизам за преживување, каде што тие самите всушност стануваат возрасните во куќата. Овој процес има и свое име. Се вика парентификација. Што е тоа всушност? Тоа е кога детето е принудено да ги преземе одговорностите на возрастните. А тие одговорности се далеку преголеми за неговите години и за неговиот емоционален капацитет. И најлошото од се, неговиот труд најчесто останува целосно непризнаен и без никаква поддршка. И тука важно е да направиме една разлика. Постои така наречена инструментална парентификација, тоа се физичките задачи. Знаете, детето готви, чисти, се грижи за помалите браќа и сестри. Но она на што ние ќе се фокусираме денес е емоционалната парентификација, а таа, верувајте, може да биде уште поштетна. Значи, што е тоа? Едноставно кажано, ова е кога детето станува емоционален сунгер за целото семејство. Ги слуша проблемите на мама и тато, ги теши, се обидува да ги смири кавгите. Тоа е товар кој, да бидеме искрени, ниту еден детски грб не би требало никогаш да го носи. И ова може да изгледа на многу различни начини. Детето, например, станува најдобар пријател на еден осамен родител. Или пак медијатор во нивните бескрајни караници. Многу често ја презема таа улога на помирувач, оној кој секогаш, ама баш секогаш, се труди да одржи некаков мир. И знаете што е интересно? Токму тоа дете подоцна во животот станува возрасен што постојано им угодува на сите други, најчесто на сметка на сопствените потреби. Мислам, овој цитат е толку моќен. Совршено го покажува и абсурдот и трагедијата на сето ова. Замислете си само, 5-годишно дете што се обидува да ги реши брачните проблеми на своите родители. Па тие се тотално неподготвени за такво нешто, ама сепак прават се што можат. Зошто? За да преживеат. Се разбира, целата оваа говорност во детството си има своја цена, и тоа висока цена. Ајде сега да видиме како овие искуства од детството се пренесуваат во зрелоста и какви последици оставаат зад себе. Еве една статистика што е искрено шокантна. Децата на алкохоличари имаат, внимавајте, 2 до 4 пати поголеми шанси и самите да развијат алкохолизам. Ова е толку јасен показател како дисфункцијата се пренесува од генерација на генерација. Тоа е еден вистински магепсан круг. Во психологијата често се користи еден термин за ова – рането внатрешно дете. И тоа е одлична метафора.
Замислете го како дел од нас кој останал некако заглавен во минатото, носејќи ги со себе си сиот страв, тага и товар од детството. И тоа дете, тоа не исчезнува. Тоа се уште живее во возрастниот човек и секако влијае на неговото однесување денес. И тука е клучната работа. Тие улоги од детството, тие не исчезнуваат туку така. Како возрастни, овие луѓе често имаат едно пренагласено чувство на одговорност за се и секого. Носат огромен страф од напуштање. Имаат голема тешкотија воопшто да препознаат што чувствуваат, па и да ги изразат своите емоции. Зошто? Па затоа што цел живот биле фокусирани на емоциите на другите. Добро, но приказната за среќа не завршува овде. Да, минатото не можеме да го смениме, ама иднината може. Ајде сега да се фокусираме на патот кон заздравување. Да видиме како всушност е можно да се прекине овој циклус. Клучниот концепт тука е нешто што се вика преродителствување. Што значи тоа? Тоа е еден свесен процес каде што возрастниот ја презема улогата на грижлив родител, ама овој пат за самиот себе, за она свое рането внатрешно дете. Практично, тоа е активно да си го дадеш себе си сето она што ти требало, а никогаш не си го доби. И еве, може да се каже една мапа за тој пат, прв чекор, да се поврземе со тоа внатрешно дете и навистина да ги слушнеме неговите потреби. Второ, да го прифатиме минатото такво какво што е, без осуда. Третиот чекор, кој е многу важен, е тагувањето. Тоа е клучно за да се ослободиме од болката. И на крај, четвртиот чекор, свесно да ја преземеме улогата на тој грижлив родител што од сега па натаму ќе го води животот. Да се подсетиме на кратко, кои беа тие основни потреби? Љубов, безбедност, потврда, водство и слобода. Епа, целта на целото ова преродителствување е сега, како возрастни, да научиме самите да си ги обезбедиме токму овие работи. Супер! Ама како тоа изгледа во пракса? Па, например, тоа значи да си дозволиме да ги почувствуваме емоциите и да си кажеме, еј, ворете што се чувствувам вака. Значи да ги ставиме нашите потреби на прво место. Да си создадеме безбедна средина. И можеби најважното од се, да си ги исполнуваме ветувањата што си ги даваме самите на себе. Така, чекор по чекор повторно се гради довербата. Во самите се. И на крајот, се сведува на ова едно прашање. Искуствата од детството се тука. Тие се дел од нас. Ама тие не мора да ја дефинираат нашата иднина. Вистинското прашање е, кој ја има контролата сега? Дали се уште дозволуваме гласовите од минатото да го водат шоуто? Или, свесно ја преземаме улогата на тој грижлив и љубовен родител за она дете во нас што се уште чека да биде слушнато? Одговорот на тоа прашање навистина може да промени се.